Уште 4 дена за представување на председателските кандидати и нивните програми, на што се фокусираа претендентите за шеф на државата во изминатите 2 недели. Влез во Европската Унија ветинг на функционерите, засилена борба против криминалот и корупцијата. Стево Пендаровски, кој до вербата ја бара под слоганот «Нашиот председател», вели дека во последните 5 години ја вратиле слободата и демократијата и изградиле еднакво општество. Ние сме космополити, ние сме демократи, а јас во изминатите 5 години немам единствен случај некога да сум понижил затоа што не бил македонец како мене. Еден случај нема таков. Ова Македонија секогаш била мултиетничка, таква и ќе остане. Само така можеш да се нарекуваш председател на сите. Правна држава со силни институции, преговори со ЕУ без да бидеме понижени, да не дозволиме нестандардни услови за Македонија во евроинтегративниот процес и дека нема преговарање надвор без консултации дома. Кандидатката од ВМРО ДПМН Силјановска Давкова, како председателка би им порачала на европските челници дека Македонија е дел од Европа, историски, географски и културно, и треба да не почитуваат исто како што ги почитуваат сите други земји членки и кандидати. Време е за нова Македонска република, за Европска Македонска република, за република на одговорни политичари, за република на среќни граѓани, за република на добро образование, за република што ќе биде правна држава. Оти тоа е европскиот атрибут. Македонија мора да биде стабилна и безбедна држава и затоа командантот на вооружените сили мора да е човек на кој може да му се верува. Според кандидатот на ГРОМ Стефчо Јакимовски, во вакви тешки времиња мора да имаме доволно оружје и муниција, но и резерви на храна. Како председател, рече дека ќе се залага и за реформи во судството, подобра инфраструктура, вложување во туризмот. Може Македонија и цела Европа да ја зафати еден воен вител и како резултат на тоа мораме да бидеме максимално одговорни. Мојот апел како иден председател на Република Македонија е подхитно да се набавува оружје, да се набавува муниција, подхитно да се зголеми сточниот фонд, да се зголеми производството на храна, да работи конзервната индустрија. Кандидатот на ДУИ и коалицијата, кој во битка за Вила Водно влезе под слоганот Европски председател, најавува уривање на така наречената тврдина од етнички монополи. Мојата прва задача, мој прв завет на оваа кампања е Европска Унија до 2030 година. Ако ја пропуштиме оваа шанса, ако го пропуштиме овој историски прозорец на можноста, нас ќе ни се случи преспа 2. Нас ќе ни се случи 20 години блокирање. Билјана Ванковска најмногу се залага за носење на нов граѓански устав, влез во БРИКС и излез од НАТО. Во незината кампања често пати може да се слушне дека Македонија тонела во така наречениот Бермудски триаголник на рамковниот, преспанскиот и договорот со Бугарија. Најголемиот дел од политичката елита е навистина против нов вистински демократски устав. Сите мои против кандидати се пазарат околу од нови уставни амандмани, што значи на ионака закрпениот устав тие би додавале, би одземале и вклучително и во однос на позицијата на председателот на републиката. Кандидатот на Вреди вети затворање на сите казина и обложувалници, на оние кои земале брзи кредити, ќе им се простат долговите. Исто како Османи, и тој бара председателот да се бира во собрание и уставни измени во првите 6 месеци по формирањето на новата влада. Уште еднаш да ги подсетиме нашите структури дека на 24 април, односно оваа среда, се гласа и бројот што треба да се заокружи е бројот 6. Бројот 6 носи промени. Каде и да одиме имаме поддршка која што е поддршка како никогаш до сега. Тајната на успехот и Македонија конечно да оди напред е обединувањето, но не само на граѓаните, туку и на власта и опозицијата. Максим Димитриевски, кој се залага Македонија да влезе во ЕУ но со крената глава, а не понижена, смета дека е потребно граѓаните да изберат лидер, татко на нацијата, со интегритет, кредибилитет и карактер. Не има грст народ во оваа држава. Тука сме можеби околу 1,5 милион во државата. И премалку сме и доволно беше да се делиме. На Македонија е и потребно обединување. На Македонија е потребен председател кој што ќе биде обединител. Барам Македонија да гласа за другар, пријател, соборец, соговорник председател.
Кампањата завршува на 22 април на полноќ, кога треба да започне предизборниот молк во очи на првиот круг на претседателските избори на 24 април во среда.